Почитувани колеги, почитувана јавност, и денес, втор ден, дискутираме за Предлог закон за гаранција на Република Македонија на обврските по договорот за заем за дополнително финансирање за проектот за изградба на автопатот Кичево-Охрид, кој ќе се склучи помеѓу Експорт-импорт банката на Кина и јавното предпријатие за државни патишта. И секако по скратена постапка. Пред нешто повеќе од една година, поточно на 12 ноември 2018 година, повторно по скратена постапка, е донесен анексот број 3 за изменување и дополнување на Законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на оваа патна делница. За последна година да ни го доставите договор закон за гаранција за да се повлечат тие 180 милиони долари. Зошто на Министерството за транспорт и врски и на министерот Сугаревски му беа потребни дури една година за поднесување на овој предлог закон? Дали некој се плаши од одговорност? Или пред нас за неколку месеци се парламентарните избори, па имате нешто друго на ум? Како и да е, цената на изградбата на овој капитален проект надминува половина милиарда евра. Овој автопат, за кој Социјалдемократскиот сојуз велеа дека е платен прескапо, сега поскапува за уште 180 милиони долари, пари кои Република Македонија ќе се задолжи, а кои за извесен период ќе ги враќаат и веќе ги враќаат граѓаните на Република Македонија. Значи сумата на автопатот се зголемува за повеќе од половина планираното, а рокот е одамна пробиен. И е сигурно најскап проект по километар, цена на регион и пошироко, во регионот и пошироко, како што впрочем и самиот сегашен министер Сугаревски, но тогаш како пратеник од опозиција, кажа одовде од оваа говорница. Иако во 2014 година пратениците од Социјалдемократскиот сојуз, тогаш во опозиција, тврдеа дека владата на ВМРО ДПМН ќе го изградала најскапиот автопат на светот, дека било во прашање криминал, сега за плюс овие 180 милиони кои се додаваат, сега истите тие не убедуваат дека е добро. Додуша не се сите убедени, тоа можевме да го видиме во текот на овие 2 дена, не се сите убедени дека е добро, само неколку го тврдеа тоа, но на крајот од денот министерот Сугаревски ќе го стави својот подпис. Дали некој од вас воопшто се запрашува како се продолжува нешто што вие велевте дека било криминално и зашто луѓе денес одговараат? И како што реков, истите тие кои што во 2014 беа најгласни, сега не убедуваат дека треба да се задолжиме дополнителни 180 милиони. Може би тие имаат кратко паметење, но за среќа постојат видеозаписи, стенограмски белешки, за да ги подсетиме. Најголеми забелешки во тој период сте имале за каматната стапка од 2% на годишно ниво, за договорот со истата Експорт-импорт банка од Кина, за во текот на вчерашниот ден, денеска неслушност, дека истата таа каматна стапка од 2%, со кои ќе се земат овие пари од истата банка, е сега одлична и многу поволна. Значи шанса што не смееме да ја пропуштиме. 2,5 години го слушавме министерот Сугаревски и премиерот како ни објаснуваат дека трасата е промашена. Но вистината порано или подоцна излегува на виделина, излегува на површина, така што пред некое време председателот на Комисијата за транспорт и врски на Социјалдемократскиот сојуз, подпредседателот на Социјалдемократскиот сојуз и градоначалник во Штип, Почварски, пред неколку дена на 24 вести јавно кажа дека трасата не била промашена, односно призна дека Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз лажеле дека е промашена трасата, го лажеле народот, граѓаните на Република Македонија. Како што тој самиот си кажа дека таа терминологија промашена траса е произлезена од граѓаните и медиумите. Уште од озгоре и граѓаните се виновни сега. А може би била и превземена од некој од Социјалдемократскиот сојуз. Дали тоа мислеше подпредседателот на партијата, дали мислеше на премиерот или на министерот Сугаревски, не знаем.
Значи 3 години владата на Социјалдемократскиот сојуз ја стопираше изградбата на овој автопат се со една цел. За да се склучат нови анекси на договорот, тешки 180 милиони. Изградбата на овој автопат тапка во место, како што беше оставено од претходната влада, се уште е така. Социјалдемократскиот сојуз ги критикува и се уште ги критикуваат проектите на ВМРО ДПМН, а тие истите немаат испроектирано ниту 1 метар нов автопат. Манипулирате со бројки, но народот го гледа тоа и се ми е јасно. Манипулирате со километри автопатишта, изградени патишта, но граѓаните на Република Македонија добро гледаат и знаат дека немате изградено ниту 1 метар пат. Блокирањето и застојот кои се случуваа во изминативе 2,5 години на изградбата на оваа автопатска делница нанеси ненадоместлива и огромна штета како на економијата во Република Македонија, така и на граѓаните кои секојдневно го минуваат овој пат, патуваат во овој регион. Исто така, во овој период, додека е закочена и блокирана изградбата на овој автопат, се изгубени и фрлени во вода огромни средства кои биле потрошени за досега сработеното. Ако е сега, поради овој застој трпи штета, последици и се уништува. Овој застој исто така има голема улога и во намалената безбедност во сообраќај, кој резултира со голем број сообраќајни несреќи, со голем број на жртви и повредени. Тоа се ненадоместливи и огромни загуби за што треба некој да сноси одговорност. Во изминатиот период се изнаслушавме секакви изговори и оправдувања од страна на Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев, но сепак граѓаните на Република Македонија за време на ова ваше владење можеа само да се уверат во несериозноста и неспособноста на оваа влада. Нема граѓанин во Република Македонија на кој не му е повеќе од јасно дека Социјалдемократскиот сојуз нема капацитет ниту визија како да ја водат Република Македонија. Ви благодарам.